минатиот понеделник бев во Битола и тамо нивниот градоначалник го викаа двојче. Не знам овој како го викате вие, тројче, нула. Меѓутоа, очигледно од она што претходно и председателот на општинската организација денеска на пресконференцијата го кажа, очигледно имаат многу нули позади спечалено, односно украдено за овие 10 години. И не само тоа, тие нули ќе ги сведеме на нула, затоа што ќе ги вратат сите украдени пари. Невозможно е, значи, да имаме ситуација каде што тутунарите се борат за корка леб. Невозможно е да млади лекари не можат да добијат специализација затоа што, како што слушаме, некои членови на фамилија тоа го добиваат многу брзо и затоа ја напуштаат државата. Невозможно е сето тоа да биде само интерес на мала група криминалци. Овие луѓе покажаа дека джебот им е единствена, сопствениот джеб им е единствената реформа за овие 10 години кои го направиле. Го изреформираа својот джеб прилично доста. Драги пријатели, процесот на демонтажа на овој режим е при крај. Овие луѓе за овие 10 години злото што го нанесува на сопствениот народ, велат постарите, ни во Турско не било така лошо како што овие го направија. Ниту во било кое друго време не било така лошо да посакаш толку лошо да му направиш на сопствениот народ, да го понижиш, да го поништиш, да го украдеш, да го растураш целиот срж на сопствениот народ. И се прашува човек, што луѓе се овие? Затоа велиме, готово е со овој режим, готово е со оваа власт и она што е најбитно и најважно, сите ќе одговараат за секој криминал и корупција направено во изминативе 2 години. Двојче денеска доби куќен притвор во Битола, многу брзо и овој ќе добие куќен или друг притвор. И ќе одговараат. И така се еден по еден поред. На крајот, драги пријатели, Прилеп има историја на револуционерен град. Така било 41-а, така и денеска и оваа пролет. И верувам дека тој револуционерен дух на Прилеп, и не само на Прилеп, туку и на околните места околу Прилеп, ќе продолжи се до последниот миг, кога ќе им го видиме грбот на овие криминалци и корумпирани политичари. Затоа велиме, ќе има правда, ќе има мир. Благодарам.